Со полиција, свирежи и барање за оставка и беше посакано добри дојде на директорката на основното училиште Тодор Јанев од општина Чашка. Родителите револтирани и гневни за како што велат насилното оформирање на албанска паралелка во училиштето. Го обвинуваат министерот за образование Јетон Шакири, но и директорката на училиштето, затоа што дала зелено светло за да се формира оваа паралелка. Според родителите ова е неприфатливо и незаконски, бидејќи училиштето според статутот е само за настава на македонски јазик и во населено место со македонци, а во кое според лична карта на родителите нема регистрирано ниту еден жител на албански мајчин јазик. Албанската паралелка е само производ на сите незаконски работења што се наназад спроведени, одведе директорката, поддржана од МОН, нели? Значи, сите тие работи што се случуваат, како и што спомена, и прекршени статути, закон за организација, и промената систематизација, и најосновно, значи, коренот на проблемот е тоа што се почна без училишен одбор. Ние, Советот на родители и граѓаните на населба Чашка, се надеваме дека во најкус временски рок ќе се најде излез од ситуацијата која што се наоѓаме, од која пред се трпат последици нашите деца. Реагираат и вработените кои откриваат дека поради новата паралелка на ученици од албанска националност, затворени се просториите во училиштето кои досега служеле како интернат за дечињата од соседните села. Државниот просветен инспекторат директор е од Јаболчишта, Халит. Тој го затвори, стави пломба, не избрка и нас и учениците, дури не смеевме да припариме и до вратата. За пред 2-3 недели ги спразни тоа спалните преку ноќ и наместија клупи и табла. Директорката на училиштето за Алфа вели дека имало основ за формирање на албанска паралелка. Таа тврди дека поради неправилности во работењето на училиштето изминатите години, МОН и ги одземал ингеренциите на општина Чашка за управување со училиштето. Јас не разбирам, значи, зошто е бојкотов. Не треба да правиме етничка поделба. На вистина, ова јас не гледам никаков основ за вакво нешто. И тие дечиња што они тврдат дека не припаѓаат овде, тие дечиња живеат тука. Значи, да, они можеби треба да учат во училиштето на албански јазик, меѓутоа тоа е во Јаболчиште, оддалечено од колку километри тамо. Од ресорното министерство велат дека Министерството за образование и наука се заложува за овозможување на правото на образование на мајчин јазик за секој ученик, затоа што тогаш воспитно-образовниот процес е најефикасен и ефективен.